Млекото кај нас се консумира се помалку, вели последната анализа на Евростат. Иако е клучен производ, на масите го има се помалку. Колку често се пие млекото кај нас? Многу често. Децата ми пијат, поготово чоколадното млеко го сакат, и големио и малецката, и така. Пијат и јогуртче, пијат. Секој ден. Тетрапак и јогурт. Овие одговори се очекувани, но следува мала контрадикција. Порано повеќе купуваме млеко, млечни производи се. Сега стандардот е повисок, малку понамалувам. Децата кои ни беа тука, мораш за децата да купиш, нели? Сега ние сме двојцата стари и не употребуваме. Ова впрочем е и вистината, бидејќи потрошувачката на млеко кај нас сега изнесува само 75 литри по жител годишно. На годишно ниво во Македонија се консумираат помеѓу 145 и 150 милиони литри, што во споредба со земјите од Европската Унија е многу малку. Таму годишната потрошувачка по жител е цели 277 милиони литри. Зошто млекото се пие се помалку? Не може лебо, а не млеко, не сокови, не може, тука е мал стандард. А зошто млекото треба да се пие задолжително? Единствено во млекото како намирница, со односот на калциум и на фосфор е идеален за да може да се ресорбира правилно калциумот во коткената ткива. Но така мислат се помалку, бидејќи наместо млеко кај нас се повеќе се пие вино и пиво. Просечно сега пиеме 42 литри вино и 27 литри пиво по жител годишно. Вино и пиво или млеко е избор на возрастните, но за децата млекото е сепак подобро, а тие кај нас го пијат се помалку.